Дали вас како на господинот Новов ви мириса дека Македонија влегува во некаква форма на меѓународна изолација? Не. Зошто? Македонија треба да почива на 4 столба. Кога ќе се воспостави правната држава. Ивона, извини, само почива е по лош себе- термин. Не дај Боже да почива. Лош термин, не го користи. Тебе кај ти оди памето, стварно не знам, тоа е твој проблем. Добро, окей, беше. Д категорија. Кога ќе се воспостави правната држава и кога ќе почне да функционира правниот систем, по автоматизам ќе имаме намалување на корупцијата. Со намалувањето на корупцијата ќе имаме зголемување на економската и социјалната сигурност и за поединците и за бизнисите. Тоа е она што ние сами можеме да го направиме. И синергијата помеѓу овие три работи во контекст на нашето идно членство во Европската унија не зависи само од чекорите кои што Македонија ќе ги направи, бидејќи под А фокусот сега на Европската унија е Украина, под еден, и под два гледаме дека доаѓа до забрзана и силна фрагментација во самиот западен свет и во рамките на Европската унија. Секој си ги штити собствените Добро, интереси. ако ве разбирам добро, сакате да кажете дека во Давос премиерот немал доволно средби заради тоа што бил концентриран на домашните работи? Јас не знам премиерот каква му била агендата во Давос. Сега го цитирам господинот Наумов, неговата теза е тоа. Тоа си е негово мислење, тоа си е негова теза. Јас вадам друга теза. Тоа е тезата дека многу во овој момент не зависи од нас, нашиот пат кон Европската унија, зависи од самата Европска унија. Тоа пробувам да го објаснам и го објаснувам преку две работи, два факти. Добро, тоа секогаш било така, проширувањето најчесто биде преку политички одлуки на Брисел. На Украина и на тамошна фрагментација во рамките на Европската унија. Но тоа не значи дека ние не треба да си ја завршуваме домашната задача. Ние мораме домашните работи да си ги тераме и мораме да се ускладуваме согласно европските правила. Нас Европа ни е домот, ние сакале некеле на картата. Велите мора, велат што се мора, не е тешко, меѓутоа нас не е тешко некако и Мене што тоа. мислам дека може во најдобар случај да се очекува е да станеме како придружни членови на Европската унија како надворешниот прстен цел Западен Балкан, наместо полноправни членки на Европската унија, значи да ги уживаме сите погодности, но без право на еврокомесар и без право на вето. Можеби Еди Рама го најави тоа кога ги отвараше последното поглавје кога го отвараше и тоа е она на кое што сметам дека му треба и можеме да работиме. Зиков само ротација направивте, велите претпоставам сакате нешто кажете. Вчера ја гледав отворената седница на српската влада, каде што беше гостин председателот Вучич, а Сабајле гледав на Блиц телевизија, гледав интервју на Вучич. Во еден момент на оваа тема вели вака, во Давос има вика широка активност и се сретна вика со 3-4 председатели, премиери и така натаму. Ама Јонја збунет много, не знаеш што. Ама кажа една многу важна работа. Затоа ја врзувам со оваа тема сега. На сите им вели дека Србија прави реформа, ова е сега за третиот кластер, нели они се борат сега да го отворат третиот кластер и ќе го отворат третиот кластер. Конечно после 2 години отварат кластер, третиот. И вели им се заблагодарив на некои председатели и премиери што влијаеа на тоа и им кажав дека работиме на реформи секојдневно, менуваме закони, градиме институции, правиме се во стилот на Вучич. И самиот кажува што му рекол еден. Вика, тама ништо да не правите. Сега ја го парафразирам, треба да го погледнете интервјуто. Тама ништо да не правите од ова. За Србија се важни две работи. Да ја урамнотежи својата надворешна политика со политиката на Европска унија и санкции против Русија треба да стави. И втората работа е проблемот со Косово да го решите. И после ќе влезете во Европска унија. Значи, за нас истата тема е, ние можеме да веземе колку сакаме и најубавите реформи да ги направиме. Ја слушам сега Ивона супер, ова ја го кажувам, правосудство, корупција и тие работи. Прво ја мислам дека ние тоа сами нема да можеме да го направиме. Еве пак ќе бидеме здрави и живи. Тука пак ќе збориме за 1 година, за 2 години, ќе се гледаме на емисии и ќе 5 години зборуваме дали може. Да, еве ние збориме 3 години назад за корупција, 5 години назад, на судијата му најдоа од зидот 350.000 евра. Ама добро, не е тоа борба против корупцијата. Па во куќен притвор е. Сега не знам дали е борба против корупција. Ама пак ме разбирате? Не, јас сакам друго да кажам. Еве така можеме ние да водиме борба против корупција. На овој начин, со куќен притвор. На една телевизија вчера ја гледав бившата јавна обвинителка, кај што вели срамно е.
ова. Значи, сакам да ви речам, толку можеме ние да се бориме по дома со корупцијата. Очит пример имате со овој судија. Втора работа. Ние мораме, што вели Столе, мораме ние да забрзаме према Европска унија. Со крупни чекори напред. А од нас, токму според ова Вучич што го кажува, се бара само една не толку многу поголема работа од тоа од Србија што се бара. Замислите од Србија што се бара, а замислите од нас што се бара. Значи ние имаме рамка со Европска унија за преговори, во кој треба да ги почнеме преговорите. И сега некој ќе рече, аве, Зиков, аве, протоколот, па после тоа, тралала. Океј, еве да е тоа сериозно. И пак ќе го кажам по 100 пат во оваа студија. Моментот. Да ние треба да ги почнеме преговорите. А не да ги почнавме, ја се сеќавам. ние добро е се ги почнавме преговорите. Значи немој се добро, окей. Треба да ги почнеме. Ги почнавме. Ги почнавме преговорите, да. Да ги расчистиме. Ајде ги отвориме кластерите. И сега ќе рече некој, Бугарија на првиот кластер ќе ни стави вето. Ги отвориме, окей. ги почнавме. Може ако Бугарија ги има барањата такви, треба да ги каже гласно, ќе ги каже, па ние ќе ги прекинеме преговорите. Не мора да ги прекинува Бугарија. Ние треба да тргнеме да отвараме кластери и да се бориме на отворена европска сцена. Па Бугарија нека ги кажува своите услови пред 500 милиона народ на Европска унија, да видиме како тоа ќе помине во европската јавност. Значи тоа е поентата на приказната, а не ние да чмајаме сега тука да бркаме у очи на Брисел со се можно, утре ќе испадне некој друг проблем после транспортерите, ќе излезе нешто друго, така? Пак ние нешто калимеро и тука и си имаме партнери, Србија, Босна, и ние сме си доволни за себе. Абе Европска унија не ја интересира тоа. Западен Балкан. Боже мој, сама Ивона сама каже дека ќе бидеме придружени членки таму. Зиков, ајде на последните поглавја, но борбата против криминалот и корупцијата треба да видиме тука поголеми резултати и тука и очекувањата на јавноста се да видиме борба против криминалот и корупцијата. За да имаме, ние во моментот имаме 80% од правосудниот систем е заложник на 20% корумпирани обвинители и суди. Додека ние не ги видиме надвор од јавното обвинителство, од обвинителството за организиран криминал и корупција, 10 поранешни специјални обвинители. И додека ние не ги видиме членовите на судскиот совет сега да поднесат морална одговорност затоа што му дадоа куќен притвор на судијата Ѓоко Ристов со 350.000 евра пронајдени во зид. Значи тие мора морална одговорност да сносат. Затоа што да беше било кој друг, ќе му дадеа 30 дена притвор. Зашто судски совет велиш? Затоа што судски совет одлучуваше, членовите на судскиот совет одлучуваа за притворот на судијата Ѓоко Ристов. За имунитетот. За имунитетот одлучува. И за притвор одлучува судијата тој ден. Значи по законот за кривична постапка одлучува кривичниот судија, но и во случај на суди членовите на судскиот совет. Добро, ако те случи тоа што го видите, вие сте убедени дека нешто ќе се промени во реалноста или едни луѓе ќе нивното место ќе го земаат други луѓе? Ама немаме веќе време за чекање, ме разбирате? Не, дека муабетот дека треба да се направи промена судството, дека немаме време за чекање, дека треба да трчаме кон Европа. Разговараме 20 минути. Сега пази докаде. Ленче Ристовска, наместо да поднесе одговорност, наместо да си даде оставка и да излезе од обвинителството, она се пријавила на конкурсот за државен јавен обвинител. И ние ќе правиме борба. Ама не си коректна, и Владимир Панчевски се пријавил таму. И Владимир Па кажи го и тоа. И Владимир Панчевски се пријавил. Многу кратко, две поенти. Едната е од Зиков, и благодарам што така пластично ја објасни тоа дека Европската унија не ја интересира никакви реформи. Интересира да направи го цитира Вучича. Отприлика е за сите тоа и тебе ти е многу јасно. Тоа што тие сакаат од него, тоа го бараат. Не ги интересира дали си правна држава, ако решиле политички, ако интересот, преку ноќ ќе станеш земја членка на Европската унија. Тоа е едната работа. Гледаме со Украина како оди. Апсолутно, па значи немојте да ми зборувате за европски вредности развиени во Украина. Мислам тоа е таква будалштина. Но така е, ама што направиме? Но чекај малку. Да се откажеме, да се повлечеме у Кина. И ова што Ивона да се утепаме кажа. Потребата од оваа борба. Но оваа борба ние не ја правиме за Европската унија. За себе пре. Ја правиме за себе. И па ја правиме станеме нормална држава. Европска држава. Кога ќе ја направиме европска нормална држава. Зашто секако треба време. И многу реформи. Колку време ни треба? Па знаете, ако сте очекувале дека целата промена на поранешниот систем ќе заврши за 2-3 децении, многу сгрешите. Големите европски држави направени на
грабеж на Африка и експлоатација, им требаше по 100-200 години. Америка не е од вчера демократија, 200 години требаше да стане демократска држава. Значи, ова и она што го вели е потреба за нас, не за ова што го вели Зиков, за да бидеме дел од Европската унија. Ние сме дел на Европа, дел од европскиот континент, дел од европската култура, унијата е само едно делче од сето тоа. Не велам дека не треба да идеме таму, напротив, но велам дека треба да постојат правила. Еднакви за сите. Јас обратно ја поставам. Добро, за жал ги нема, ама ќе разговараме после што треба ние во таква ситуација да правиме. Јас обратно, сосем обратно, Ајде. Сафет. На нас ни треба Европската унија за да го направиме тоа што треба сами да го направиме. Зошто така мислам? Уште 10 животи да имаме, ние сами нема ништо да решиме крупно во оваа држава. Ниту една реформа нема да направиме. Кај нас се до сега што е направено се е под некој притисок од меѓународната заедница. Ќе ви кажам последен пример. Регионалните депонии. Баш завчера правев една емисија и јас се фрапирам. И гледав примерите, после што ми ги кажа и соговорниците. Не се многу попаметни сами да си ги решат проблемите. Попаметни се затоа што прифатиле некој друг да ги бутка и под притисок да си ги решаваат проблемите. Словенците и хрватите. Ние, 30 на години, само една регионална депонија имаме која што е со лиценца. Цело време, а имаме и јадници диви. Цело време и пари ни даваат, и се живо, па ќе се јави некој во Свети Николе, па ќе се јави некој обител, ќе протестира. Имавме 3-4 моменти тука во Скопје, кога видовме дека една недела да е блокирано ѓубрето, ние сите знаеме дека ѓубрето треба да го фрлиме, ама никој не сака да го фрли некаде кај што е во неговата ареја. И сите викаат дај на Криволак да биде, дај во Стрикали, никој не сваќа дека депониите треба да бидат модерни, треба да бидат фабрики и они се шанса дека не се опасност. Словенија и Хрватска почнале да ги регулираат депониите, да ги градат, дури откако бил извршен силен притисок за тоа поглавје кое што е поврзано со екологијата. И они може би викале таму, дајте сами да го направиме. Еве ние, примерот ќе ви го кажам со регионалните депонии. 30 години не можеме да направиме официјална депонија, друга освен и таа дрисла. Видете како изгледа. Марс, површината може би по... уште едно нешто ќе кажам. Ќе бидам инвентивен. Сакате, сватите го ова за фраканција како сакате. Ако Молдавија си вика Санду, ако вие нас не внесете во Европската унија, ние ќе распишеме референдум. Јас ќе гласам на тој референдум да се споиме со држава која што е членка на Европската унија, тоа е Романија. Се сеќавате ли, Сафет, ти си така повозрасен, дали се сеќавате Тупрковски, знаеш и ти, Ивона, кога нудеше конфедерација со Грција, сите му се смеја. Денеска, јас гарантирам да има референдум, со Бугарија може би нема да сакаат. Така повеќето ќе сакаат да се споиме со Грција. Србија ќе сакаат, ама ќе треба Косово да го решава. Србија не е членка на Европската унија. Сериозна дилема. Да, он ќе рече дефетизам е ова. Јас ти кажам факти ти кажам. Да ти кажам, ако го сакаш истинскиот збор, мислам дека е агенда. Вакво негирање на се што е македонско, се што е македонски граѓанин, се што не си предавник, се ја не реков дека си предавник, тамо на работа. Тамо уште тоа ако си скраја да е. Но Па немој толку неверување во собствените капацитети, толку неверување во собственото знаење, толку како да ви кажам, тако понажувачки однос кон се што е во оваа држава, во сиот колорит, етнички, религиозен, културен, како сакате. Ова е сериозно обвинување само. И стојам за секој збор. Затоа што ако го доведуваш собствениот народ... Да можам да те тужам, вака не можеш да тужам сега. Гајли ме, дали ке ме тужи. Толку неверување во капацитетот на собствениот народ не може да е случајно. Второ, примерот на Словенија и Хрватска е малку поразличен од тоа што го представува тој. Словенија и во времето на поранешна Југославија беше поинаква држава, поинаква република. Со поинаков однос им кон онаа што ги окружуваше како природа, со поинаков однос во економијата, со поинаков однос во културата, ако сакате. Се поинакви соседи. Со истите соседи. Не, поинаку нашите соседи. Австрија, Италија, Хрватска, тоа и се соседи. Но беше дел од една друг голем систем. Јасно е што сакам да кажам. Апсолутно. Значи таму не работеа словенците под присила дека тоа треба да работи. Не, го работеа затоа што треба да се направи. И тоа не мораше Брисел да им го каже. Тие веќе го имаа како култура
Затоа Словенија е најчистата држава во Европа, барем за лани прогласена. Второ, значи, ако одите до смисла дека ништо овде во оваа држава не чини, што е целта, што е поентата? Што е поентата? Да не е прашањето дали воопшто треба да постои оваа држава. Системско разрушување. Навистина не разбирам. Ајде. Че вака за Словенија прво не си до крај во право. Ние многу работи или не знаеме или не сакаме да ги знаеме. Словенија имаше големи проблеми. Од се што ви кажа вие за Словенија се мати. Да, помня спомена Словенија. Меѓутоа и други работи ви кажа. Таму имаше страшен отпор имаше затоа што Словенија требаше да се откаже од на некој начин суверенитетот, не на секој начин, за да дозволи да може странци да купуваат земјиште. Таков проблем имаше и Бугарија пред да влезе, само што ние тоа не го гледаме. И хрватите има. Хрватите се луте ако словенци ќе му дојдат на хрватите на Јадранското приморје да му купат. Имаше, знаеш какви страшни проблеми. Така да немој да мислиш дека словенците немале проблеми, биле позрели од нас. Јас верувам во народот, драг Сафет Бишеваc. Ја не верувам во нашите политичари. Затоа што кај нас се го спомна. Тргнете ја Кат Сејанова. Наивно, вака, така, ја внесува во бубањ и едната и другата партија немаа интерес да постои тоа СЈО, кое што меѓународната заедница и тоа е единствена институција која што успеа да апси некој политичар кај нас во изминатите 30 години. Тоа СЈО се спасија сите политичари од претходната влада. УСКОК се вика слична, како кај нас треба пандан да биде тоа за организиран криминал веројатно. УСКОК се вика кое што ги растури, почна да ги растурат тие конекции, таа жабокречина политичка и врзана со корупција. Е страф и трепет. Страф и трепете. Ето, ние Ако беше пријател на Пленковиќ. И уште една работа. Кај нас голем дел од овие предмети што последните 5-6 месеци излегуваат, почнувајќи од ДИПАРТ, од тие проектите, не се поврзани со волјата на нашите политичари и на нашите суди и обвинители да се бориме против корупцијата, туку од силниот рефлектор и мониторинг од Брисел. Така да знаеш. Добро, две тези сега ќе ми дозволите, Волтер, само малце се извинам. Едно прашање сега како да гледаме како општество. Ние точно можеме многу пати тука да детектираме и да потврдиме дека не е секогаш Европа докрај принципиелна со нас, дека не е фер, дека си го гледа својот интерес првенствено и така натаму и така натаму. Меѓутоа, дали е корисно да трошиме, да речеме, огромен процент од времето да ги детектираме овие аномалии или да видиме, да утврдиме кои се тие и да научиме како да функционираме со нив за наш државен интерес? Не постои истражување кое нема да ти каже главните проблеми со кои се соочуваат македонските граѓани. Невладењето на правото, корупцијата, економијата, образованието, администрацијата, секогаш се тие. Не постои истражување каде што македонските граѓани од сите вери и нации нема да ти кажат сега помал број за жал, но со над 60% верба и во Европската унија. Со барање да бидеме дел од Европската унија. Значи работи го има темелот. Добро, на кратко кажано, сите се оцелуваат од државата поради иста причина, бидејќи имаат исти проблеми и одат на исто место практично. Знаеш како е Александар? Луѓето прво сме индивидуи. Секој на животот и на државата гледа од свој агол на крајот на криштата. Секој мисли дека некоја работа што треба да ја направи нема да даде, односно има цена, но таа цена е подготвен да ја плати. Например, да земе бугарски пасош. За мене е тоа цена која тој подготвен да ја плати. Да ја плати. Сафет од економски причини го прави тоа, се не завркавај се. Ама јас разбирам од кои причини, но треба да погледнеш како таа причина и тој потек може да биде искористена од бугарска страна. И утре да ти каже, во оваа држава има 150.000 бугари со лично признание. Ја би сакал да беше поинаку ние да влезевме пред бугарите, они да земаат наши пасоши. Ајде вака, до крај да бидеш чесен. Македонија прва ги отвара, го добива договор за асоциација и стабилизација, дори пред Хрватска. Да ме посети. И после толку време... Имам одговор, знам што сакаш да кажеш. Ти имаш одговор за се. Фала Богу. Као и за камионите, али слушај ми го до крај зборот. Немам дозвола само. Дозволи. Значи, немој да ми кажеш дека од тој момент до ден денешен за Македонија не важат поинакви правила за прием во Европската унија. Веројатно како она што Зиков го кажа со Вучич, Косово,
Апсолутно е точно. Србија нема да стане членка додека не ја признае независноста на Косово. Предпоставам дека ќе биде така, но Србија и по цена да не стане членка на Унијата, нема да го признае Косово. Многу добро знаеш. Добро, Зиков, не обрезка разбор и ќе ми се Зошто Македонија не влезе во Европската унија? Многу добро знаеш, а поштавме пред хрватите. Зошто? Беа во војна. Зошто? Заради проблемот со името. Колку пати си го слушнал тоа дека ова што го направиве со Преспанскиот, Кешки да го направиве на почетокот, И како ти што вели, велиш- Малевски вели, уше тогаш имаше Остай Малевски. Ти немале велиш- храброст. ти велиш- Ја велам дека побрзо ако направиве тоа, ќе беше побезбогно. ти велиш Немаше вака. да биде ерга омнес, немаше храброст кај политичари. велиш вака. И бугарите ќе вадеа наши пасоши. Колку Ти сега велиш зборува? вака. Ти велиш вака. Не, немаше да станеме членка. Мислам, како не ти е јасно? Кој ќе не спречеше? Обкружувањето. Кој обкружување? Не знаеш. Добро, ајде, Зиков, ајде, Босна, Црна Гора. Зиков. Тие каде беа? Значи, вака може ли сега? Ајде, повели. Јас уште еднаш ќе ми дозволите да го цитирам Вучич од интервјуто за Украина. тој ти стана. Не, за Украина. Дојди тука, ајде. За Украина. Вели во новиот договор што го преговараат во Саудиска Арабија вчера и завчера, имал прилика да слушне детали од договорот, што таму нема договор се уште, меѓутоа правецот на договорот оди натаму. Е брз прием на Украина во Европска унија на 1 јануари 27 година, значи до година на 1 јануари, како компензација за територијата што треба да ја даде Украина во Донбас. Значи и некои други делови што треба да бидат внатре. Европска унија инсистира разграничување, брзо разграничување практички, и тоа е во состав на посебен договор што треба да се прави за безбедносни гаранции. Значи и после тоа на територијата на Украина ќе треба да се види какви сили ќе се распоредуваат. Во тој дел. Што сакам да речам? Гледајте како ќе заврши војната и што Украина ќе дава за членство во Европска унија. Значи имат Украина не дава. Дозволи ми бе, Сафет, пола саат те слушам. Ама пола саат те слушам. Дозволи ми. Истото време, а то и повеќе. Дозволи ми. Дозволи ми. Диалог е. И ако не дозволиш, Па не е диалог, монолог е. Не, па гледам дека Добро збор. И не е работава. Украина дава, Украина губи. Во војна во која губи. Во која Западот е голем сојузник на Украина, која требаше да биде дел од една геостратешка политика. Немојте сега да ја продавате приказната дека прво цела вечер за луѓето со различно мислење од твоето се обидуваш да ги насочиш према тоа дека не си ја сакаат државата или не знаеш каков народ е тоа за државата. Не, ја не се чувствувам, ти треба да припазиш малку. Само со обвинувањето. Заради тоа што така и во СНС во Србија така прави, предавници вади. Ја гледам кој го цитира. Немој да ми бидеш чаци се. Толку беден на Вучич мора нешто да ти останало. Не, чаци. Да, не, со закани не, молите. Не си Вучич. Не се заканувам, јас само кажувам дека се правиш чаци со сила. Разбирате? Работата е во следното. Македонија или има визија кај ќе оди, или како прдеш у гаќи ќе се движиме уште 20 години. Не можам само за зборови да припазам. Ништо лошо не кажам. Ништо лошо не кажам. Значи, тоа е физиолошка потреба. Значи, или така други работи за физиолошка потреба не ги зборуваме. Да. Значи, или имаме визија што треба да правиме со државата, и ќе ја земеме државата во рака и ќе ја однесеме во Европска унија, или ќе ги чекаме секоја година Давос ќе го чекаме Трамп да видиме што ќе каже и да видиме у кој правец ние ќе се спашаваме. Гледате Албанија, гледате Црна Гора. Преска исто Сафет спомна многу убава диагноза даде дека некои нации 100 години додека станале јаки. Поминало 100-200 години и така натаму. Јас ќе ја земам СФР Југославија. Земете 45-та, СФР Југославија после Втора светска војна излезе од феудализам, мање више. Немаше нешто специјален систем претходно. Значи, од феудализам. Земете сега, колку години е Македонија независна? 35, така? Направите 45-та година. 35 години е Тито кога умре, така? 80-та година. Лоша споредбена. Југославија од 45-та до Пак ќе ви речат дека ги заплашувате луѓето. Не, од 45-та до 80-та година Југославија направи економија, надворешна политика, неврзаните ги направи. Тоа е да кажа дека цел циклус може да го поминеме. Не циклус, ние станавме едно време 60-тите години според стапки на подобри од Јапонија.
Значи тоа се факти, југоносталгичарите меѓу кои не сум ја, тоа ќе ви го кажат веднаш. А гледајте Македонија за 35 години што прави. Украдовме компании. Компаниите не работат денеска. Еден куп се затворени. Се давиме од криминалот кој е почнат во 90-тите години. Ова што ни се случува денеска кај нас, тоа е корените се во 90-тите години. Не е тоа измислено сега. Значи, ги имате сите атрибути на Македонија од 91 година. Ние денеска зборуваме за мафија, кланови, криминалци и приватизации. 35 години подосна. Па луѓе мои, во СФР Југославија Тито Голи Оток го направи за тоа. Па решија. Мислам да не ме разбера сега властите погрешно, па да зема да го прават. Меѓутоа, не, сакам да кажам дека има нагон, имаше таа држава да стане држава, за нагонот зборувам. Зборувам за широката слика, за визијата, што ја немаме. И ние цело време тоа зборуваме, и Столе тоа сака да каже, и ние сакаме да кажеме, еве, јас сакам да кажам, со емисии тука тоа сакам да го речам. Дајте да видиме, на крајот на денот, уште ова, машки е и да се каже, една влада, сега е ВМРО, беше СДСМ. Нека кажат, не можеме во Европска Унија, готово, крај, не се надевајте народе, тоа веќе не ни е стратешко определба и сега ќе чуваеме, тука ќе седиме, ќе правиме нешто. И тоа е легитимно, па нека излезат на избори. И тоа што се приметува е песимизмот кај граѓаните дека може нешто да се смени и тоа е веќе проблем на кој што треба сите претпоставам да работиме. Имаш вакви застапници на вакви тези дека ние не можеме сами ништо да направиме. Добро, дали ваквиот настап на господинот Зигов кој што е искрен самалце. Ова вие го зборевте до 24-та година до изборите. Ништо не чинеше во Македонија. Па ништо не чинеше во Македонија. И сега истото го зборуваш. Ја те прашувам. Еве рейтинг на судство 2%, така? Со толку СДС го остави? Не, 2% е апсолутна недоверба. 2 години од власта, од новата власт. Што е помрднато? Дали е 2,5% рейтингот на судството сега? Не. Не, имаш судија кој ти созида у 350.000 евра од зид. Ова не се случува у време до 24-та. Сега се случува. Многу најдоа. Исто како што го најдоа Врховниот судија. И го ставија, за да не збори, го ставија у куќен притвор. Како што го најдоа судијата на Врховен суд за примање мито. Како што го најдоа? Ама сега, ама не, да не се вртиме. Ја не велам дека работиве се одвиваат со темпо со кое би посакувале сите. Не велам, тој не. Да видиме парламентарни победи. Морате да видите луѓе. Да имаше малце морал и етика кај дел од правосудниот систем, тие ќе се повлечеа сами и борбата против криминалот и корупцијата веќе ќе беше започната. Добре, нема, меѓутоа што правиме сега? Нема. И затоа тука се доцни со борбата против криминалот и корупцијата. Зошто го нема тој ветник, не го прави и никој не го прави. Ај тоа објасни ми го. Зошто нема ветник? Еве зошто. И потекло нема. Затоа што прво Европската унија Брисел беше против ветник на начин на кој тоа Албанија го предложи. Не, он беше за распускање. Нели не ја слушаме Европската унија. Ние ја послушавме. Ама зошто ја послушавме? Ама сегашно, извини, Александар Зернолука. Зошто? Реформите за кои Столе велеше дека се направени со помош на Европската унија не донесува нова дереч. Еве ти судски совет, тоа е европски проект. А тие не бараат такви реформи. Значи правосудниот систем се штити себе си од можни реформи согласно европските стандарди. И тие не дозволуваат да има ветинг. Тие сега во правните реформи кои што мора да се донесат е покачување на коефициентите на платите за суди и обвинители. Он не вика барам јас ветинг, он не вика да се сменат критериумите за избор на обвинители и суди. Не, он вика дај ми поише пари. Тоа не се реформи во правосуден систем. И прашањето ми беше како да се бориме со песимизмот кај луѓето што е многу опасен. Дека држава не се движи на поправец како што треба, дека губиме време, има чувство дека целиот регион напредува, дека ние се занимаваме со истите глупости. Дечки, не сме доволно прецизни, извинете. Ветинг и реизбор не е исто. Европската унија не дозволуваше во времето на Заев реизбор да се направи на судии. Различни работи се. Ветингот значи проветрување, потекло на имот, ние и тоа не го правиме, а може преку антикорупција да го направат. Извинете, зборувам за политичка воља и на едната и на другата страна. Се проверите информацијата, мислам дека ветинг тоа не е така. Не, ова е искривување факти. Добро, важи. Ова да не речем тежок збор. Во Албанија Рама
спроведе ветинг. Под притисок на американците, не само. Јас мислам дека Не, не има треба американци. вака. беше. Почна Ама Европската унија беше против. Извини Сафет, те молам. Борбата против криминалот и корупцијата во правосудниот систем единствено може да ја води Агенцијата за национална безбедност. И ние првите сигнали за корупцијата во правосудниот систем ги добиваме по информација од Агенцијата за национална безбедност. А не знаеме со какви други информации и за кои други луѓе внатре располагаат. И природно е да очекуваме дека судиите помеѓу себе ќе се штитат и обвинителите. Како што се штитат 10 специјални обвинители да не одговараат по кривичната пријава за незаконската поделба на хонорарите во времето на специјалното јавно обвинителство. Значи не можеш нема сами себе да се уапсат. Нема да дозволат, они ќе се борат против реформите во правосудниот систем. Добро, сега ќе видиме кој е посилен, ќе покаже времето. Господин Наумов, за евроинтеграциите ќе се вратам. Колку сега новата политичка реалност во Софија и можноста Радев набрзо да формира партија, па некој предвидува според анкетите да освои власта, може дополнително нас да ни ја комплицира ситуацијата. Да се им кажуваш супер алиби на нашите. Еве не сме. Не е алиби, спрашувам се што мислите. Тоа е темата. Не, сака, треба да бидеме проактивни. Не знам зошто што е алиби да се соочиме со политичката реалност во Треба да регионот и прифатиме да знаеме тоа што како да бара, се ударите го тоа вели Столе. Сакам друго Завршена да работа. потенцира. Ни треба малку поголема самодоверба. Добро. И за идентитет. Не сме ние само не во таа смисла како што вели. Самодовербата ни треба во преземањето на чекорите кон Брисел. И една друга работа. Многу добро се согласуваат кога треба да зборуваат политичарите за покачување на своите плати, пратениците, политичка солидарност, тој термин не сум го измислил јас. Не ми го прави тоа што јас можам да ти го правам кога дојдам. Судиите имаат голем кабајет, ама имаш и многу голема синергија со политичарите и во нас. Немој да ги амнестираш тоа. Друга работа сакам да кажам. Еве ќе ви го кажам примерот со Давос пак. Тоа многу ја кочи оваа држава. Која власт како ќе дојде или не ги продолжува проектите, освен ако не се американски како Бехтел и Јенка, или ќе ги пресече, ги растури тендери и така натаму. Еве Чебрен и Галишта. Да ве потсетам. И јас можеби се согласувам со тоа. Пропаднаа тендерите пред 2 години, изгубивме 2 години. Едната когенеративната централа, што требаше да биде на газ и за топлина, што требаше Мителинеос да ја гради, можеби до сега ќе беше изградена. Тие два тендери беа пресечени под силен притисок на опозицијата тогаш. Океј, јас деловно се согласи затоа што вика да не си го дадеме суверенитетот енергетски на странец. Дајте со наши пари да изградиме и Чебрен и Галишта и таква да направиме когенеративна Добро, има централа. сега таква идеја. Сега што се случи? Во Давос конечно после 2 години почна Мицковски да зборува за Чебрен и Галишта и запознавал потенцијални инвеститори странски. 2 години изгубивме. Зошто? Што е битно дали е СДСМ или е ВМ? Стратешки работи треба да се поставуваат и да се договараат Во време на Груевски 11 тендери за Чебрен и Галишта. РВЕ беше откачен. Неуспешно. РВЕ беше откачен за Чебрен пред 15 години. РВЕ знаете ли кој е? Од кои причини не знам. Знам, ама Германското електростопанство. Сакам да кажам колку шанси. Немаме ние 10 животи. За некои работи мора стратешки, барем економски. Еве за регионалните депонии. При овој соговорникот што ми беше. Јас сум за лидерски средби и јас сум за лидерски средби. Ама дајте вика да зборуваме и за ова што не можеме 30 години да го помрднеме. За депониите вика. Најтешко поглавје е еколошкото поглавје вика во Европа и најскапо. Дајте за вакви работи, дајте за Чебрен и Галишта да направиме лидерска средба. А не сега за законот за пушење да направиме. Јас сум против. Добро, истото прашање за вас, околу Радев. Ќе се случи тоа што ќе се случи. Ако победи, значи таму не знам сега точно, едно е председател, друго е кандидат за премиер. Сега и тоа треба да видиме, изборите како ќе поминат. Веројатно ќе биде коалициона влада, се предпоставува, значи дека ќе земе тој апсолутно мнозинство за да прави влада, не верувам. Меѓутоа треба да се види во кој правец со каква програма ќе излезе владата. Ако тргнеме од тоа што збори Радев цело време, тешко ќе оди за Македонија, ќе стоиме уместо. Ова. Ќе го имаме ова. Значи ќе се обидува веројатно претседателката Гордана Силјановска, она добро стои со него. Веројатно таа ќе се обидува нешто да дојде до него, загрља и малку и така натаму и тука ако успееме нешто да го стопиме, ќе биде добро, ако биде тој премиер.
Иако мислам дека повторно ќе го кажам ова со целиот ризик тука да бидам оценет дека еве се да им даеме на бугарите. Ние немаме проблем со Бугарија, реално. Нашиот проблем со што си го имаме ние како предизвик е со преговарачката рамка за Европската унија. Ние повторно ќе кажам, ние можеме да кажеме сега не ни треба Европска унија, да се укопаме, да го поништиме и договорот со Грција. Ако не ни треба Европска унија, па ние можеме и договорот со Грција да го поништиме. Имаш 81 пратеник има у парламентот, видовме. Така? Значи, да се укопаме тука и да бидеме неутрални, де факто неутрални. До кога ќе издржиме и како ќе издржиме, тоа времето ќе покаже. Јас мислам дека корење ќе јадеме. Натаму ви оди работата? Да. Ништо ново. Од Зиков. Но. Па, а кој си типа рецензија да ставаш за оваа работа? Да кажи си го твојот став сега. Ама кажи си го твојот став. Па не ме коментирај мене, што ме коментираш? Зашто не те коментирам? Па ја не те коментирам тебе. Па имаш став, можам твојот став можам да го коментирам. Не согласен со него. Ништо ново од Зиков. Па ништо е дискутабилно. Па истото тоа што го имам уште неколку минути да не го но имам ја што се однесе до мене, мислам дека ако очигледните обиди на македонската страна во контактите со Бугарија и со Брисел да се издействува некакво решение кое би било прифатено за двете страни. За да се откочи овој пат. Ако не дадат резултат, Македонија треба да се откаже од договорот за добро соседство и пријателство со Бугарија. Па што реков поразлично? Слушам. Па ништо не реков поразлично. Да, ти кажа дека треба да се откаже. Па не, па ја дури скрати време. Што да ќе чекаме? Времето ти е. Дури од предспанскиот реков. Одма ништо тоа. Затоа што Бугарија е таа која не го испочитува. Го прекрши тој договор. Блокирајќи Македонија на европскиот пат. Ама добро, во ред Бугарија, меѓутоа последиците е кај нас. Абе исто и за Грција се зборуваше за спогодбата. Грците ја кршат. Таму нели во спогодбата пишуваше не треба да не попречуваат на патот кон меѓународните институции и така натаму. И што? Калимеро нема правда. Барем тоа не го направија. Меѓународен суд добивме секаде и на крајот пак не можеме нешто по. Сакам да кажам дека со Грција ја не се согласувам и со Зиков до крај. Вели ради Европската унија го направивме ова за Преспанскиот договор. Не, Преспанскиот договор го направивме ради ЕУ и ради НАТО. Да видиме Грција, ние мораме се договориме со Грција. Мокен сосед е тука и ние мораме со неа да има. Мојата теза е следна, за разлика од Глигоров, председателот, Бог да го прости, кој што викаше екви дистанца. Јас викам со сите треба да бидеме екви блиски, екви блискост. Со сите треба да бидеме ние блиски. Со Грција ова го направивме пред се, според мене, заради Грција да се договориме, оти треба да живееме заедно. А џабе ке се и наетевме цело време, вака не сте. Вака после пример дека сум во право е тоа што се случува, таа експлозија на некаква слобода, експлозија, можеби е најпресилен збор, на пеење, на говорење на македонски јазик. Дури се регистрира. А излезе во судија градоначалникот што го забрани, Сириза излезе. И затоа парламентот уште не ги усвои, молим те, столе. Добро, ви благодарам на сите за учеството во вечерашната емисија. Час и 15 минути брзо помина. Се надевам дека сте задоволни од вашето гостување, од вашите ставови. Гледачите ќе ги судат секако. Да кажам дека емотивноста понекогаш е добра работа. Апсолутно секој. А реакциите покажуваат кој навистина кој е. Добро, ви благодарам уште еднаш, почитувани, ви благодарам и вам и останете со програмата на Канал 5.